Денес присуствувавме на една прекрасна приредба во чест раѓањето на големиот револуционер, македонски револуционер, чие име го носи ова училиште Страшо Пинџур. Се навршуваат 98 години од неговото раѓање. Тука дојдовме да присуствуваме, како што кажав, на прекрасната приредба, меѓутоа да ги најавиме и новите проекти. Многу битно е да се каже дека во ова централно училиште Страшо Пинџур, кое опфаќа и две други подрачни училишта, значи Мало Којнари, Големо Којнари и Кадино село, до сега се вложени преку 200-250 евра во комплетна нивна реконструкција. И од едни запоставени училишта кои што повеќе од 3-4 децени нити денар се немаше вложено, денес представуваат едни од најубавите училишта во рамките на општина Прилеп. Меѓутоа тука не запираме, продолжуваме и понатаму да инвестираме во најмладите, во децата кои се наша иднина, така да наредно во ова централно училиште ќе биде доизградба на дворот и детското игралиште заедно со плоштадот кој што се наоѓа во непосредна близина на училиштето, а исто така ќе биде ова година поставено и ново централно грејење, односно парно грејење кое го немаше досега. Во подрачното училиште тоа е во Мало Којнари, во Големо Којнари ќе биде секако изградени санитарните јазли и едно игралиште мултинаменско за фудбал, ракомет, кошарка, одбојка и така натаму, исто како што го има во Мало Којнари, и ќе биде возобновено детското игралиште кое се наоѓа во непосредна близина од училиштето, а исто така во Кадино село, кога ќе заврши до изградбата на плоштадот и детското игралиште во Мало Којнари, тоа се префрла работната единица од јавното комунално предпријатие Комуналец во населеното место Кадино село, каде што во близина на основното училиште исто така ќе биде изградено едно убаво паркче со детско игралиште во интерес на сите кои живеат во Кадино село, посебно на најмладите. Училиштето почнало со работа во 1954-55 година, значи тоа е прв пат како основно училиште. Моментално во училиштето има 167 ученици, меѓутоа наредниве години, неколку години, бројката почнува да се зголемува. Така да условите за работа во училиштето се доста подобрени од порано, имаме доста вложени инвестиции. Соработка со локалната средина се подобрија материјално-техничките услови, внатрешно се реновираа училиштата. Меѓутоа тука соработката не застанува, продолжуваме понатаму, така да има уште идни проекти кои ќе се реализираат како во централното, така и во подрачните училишта, во поглед на поставување на парно грејење во централното училиште, уредување на дворот, санитарните јазли во подрачното училиште во Големо Којнари и парк во училиштето во Кадино село. Исто така во подрачното училиште во Големо Којнари ќе има едно спортско игралиште, значи мултинаменско, а вкупните инвестиции кои што треба да бидат во наредниот период се околу 100.000 евра.